Денес православната црква ги празнува светиот апостол Вартоломеј, светиот апостол Тит и светите исповедници едески. Светиот апостол Вартоломеј. На овој ден се празнува преносот на неговите мошти, додека неговиот главен празник е на 11 јуни. Кога овој голем апостол бил распнат на крст во Албанопол, ерменски, христијаните го симнале неговото тело и честно го погребале во оловен сандак. Па бидејќи на гробот на апостолот се случувале многубројни чуда, особено исцеленија на болни, поради што се зголемувал бројот на христијаните, незнабожците го зеле ковчегот со моштите на Вартоломеј и го фрлиле в море. Во истото време фрлиле уште 4 ковчези со мошти на 4 маченици – Папијан, Лукијан, Григорий и Акаки. Но по Божја промисла ковчезите не потонале, туку носени од водата допливале. И тоа, Акакиевиот ковчег во градот Акалус, Григориевиот во Калабрија, Лукијановиот во Месина, Папијановиот на другата страна на Сицилија, а на Вартоломеј на Лимпарските острови. По некое таинствено откровение, епископот Липарски, Агатон дознал за приближувањето кон Липар на моштите на светиот апостол Вартоломеј. Агатон со клирот и народот излегол на брегот и го дочегал ковчегот со голема радост. Во таа прилика се случиле многу исцеленија на болни од моштите на светиот апостол. Моштите биле положени во црквата на светиот Вартоломеј и тука лежеле до времето на Теофил, иконоборецот, па бидејќи муслиманите ги нападнале Липарските острови, моштите на апостолот биле пренесени во градот Беневент. Така Господ го прославил својот апостол со чудата за време на животот и после смртта. Светиот апостол Тит. Еден е од 70 мината. Роден е на Крит и воспитан во грчката филозофија и поезија. По повод на еден сон, тој зел да го чита пророкот Исаија и се посомневал во сета елинска мудрост. Слушнувајќи за Христа Господа, тој отишол во Ерусалим со уште некои критјани и лично ги чул зборовите на Спасителот и ги видел неговите моќни дела. Неговото младо срце се прилепило до Христа. Подоцна бил крстен од апостол Павле, на кого, како син на татко, му послужил во делото на Евангелието. Павле толку го љубел Тита, што го нарекувал некогаш вистинско чедо, а некогаш брат. Тит многу патувал со големиот апостол на народите. Од него бил поставен за епископ Критски. При страдањето на Павле во Рим бил присутен и Тит и честно го погребал телото на учителот и својот духовен отец. Потоа се вратил на Крит, каде што со голем успех ги крштевал незнабожците и мудро управувал со црквата Божја до длабока старост. Се упокоил во 94-та година од својот живот. Светите исповедници едески. Многу страдале посамици и во прогонство за верата православна во времето на царот Валент, која поддржувал Ариевата ерест. Но за време на царот Теодоси биле ослободени.